Добре дојде во студио за мојот гостин, Шулем Мерсовски, македонец кој живее 22 години во Париз, работите во државната администрација во една од населбите на Париз. Всушност, бевте во државната администрација каде што беше Емануел Валс, сегашен премиер на Франција, каде што беше градоначелник. Господин Мерсовски, утрово во Париз повторно има пристрелки, повторно има убиени и ранети, повредени. Кога се случија нападите во Париз, вие бевте таа ноќ токму во Париз. Како ја доживеавте таа ноќ? Беше засилена безбедност? Што се случуваше? Како го доживеавте тој хорор? Имавте и службена комуникација со властите? Се разбира, како припадник на државната администрација, ние комуницираме после настаните. Истиот ден тоа што се случи во петокта, како и многубројни французи, бев пред малите екрани, ја гледав утакмицата Франција-Германија, која се одржуваше на Стад де Франс. Токму на стадионот каде што имаше напад. На истата утакмица беше присутен и францускиот преседател Франсуа Оланд со германскиот преседател. И всушност, целта на терористичките напади во Париз беа токму навивачите и публиката и Франсуа Оланд на истиот стадион. И не знам дали ја гледавте таа утакмица, 10 минути пред да заврши утакмицата, се слушнаа две јаки експлозии и ние тоа го доживеавме директно на телевизија. Меѓутоа, публиката, мислејќи дека се работи за фрлени петарди од навивачката група, не обрна големо внимание. Меѓутоа, веднаш францускиот преседател Франсуа Оланд со германскиот преседател беа поткитно евакуирани од стадионот и сврлени надвор. Сега, веднаш по завршувањето на фудбалската утакмица, навивачите и сета публика беше блокирана на стадионот заради тоа што целта на 8 камикази самоубици им беа штом ќе излезат навивачите од францускиот стадион да ги извршат тие убиствени напади. Меѓутоа, еден од напаѓачите случајно бил откриен на влезот на стадионот и немајќи време, 10-15 минути пред завршување на утакмицата, експлодира бомбата и напаѓачите потоа се расфрла по квартовите, оближните квартови, каде што ги почна своите терористички акции. И едно место тие напади беше салата за спектакли и за концерти Батаклан, која, да споменеме, на истата авенија, каде што пред нецела година, во јануари, беа убиени и новинарите на Шарли Ебдо. Ајде да кажете ми кој тип на службена комуникација имавте со властите? После извршените терористички напади, ние што работиме во француската администрација, одма бевне повикани да останеме сите дома и да чекаме понатамошни инструкции. И службените телефони ни беа блокирани. Јас доаѓам на Скопскиот аеродром, немам никаква комуникација со мојот телефон. Сега, јас сутрената морав да дојдам за Македонија поради приватни врски и морав да земам авион. И дојдовте од еден од аеродромите кој е всушност 100 километри од Париз, Бове. Тој не беше затворен, тој аеродром не беше затворен, но имаше засилени безбедносни мерки. За каков тип мерки се работи? Видите, јас сутрената кога требаше да го земам авионот, за секоја среќа во таа несреќа, јас го земам, имаме директни линии за Скопје од аеродромот Бове. Тој е на 100 километри од Париз. Меѓутоа, морам еден одреден период да поминам низ Париз и се беше блокирано телефонските, сателитските линии и аеродромите, двата најголеми аеродроми во Париз, Шарл де Гол и Орли беа затворени. А за да споменеме успад, постои веќе онај виши пират, така наречен виши пират во Франција, и француската полиција и француската војска и пред овие терористички напади патролира на аеродромите и на оние сензибилни точки како што е Ајфеловата кула и
и сите историски музеи во Париз. Во Версај беше свикан парламентот, Версај го свикува парламентот, токму таму се свикува парламентот кога има во исклучително тешки услови за државата. Сега, веднаш после настаните, јас кога стигна во Скопје комуницирам по службена должност со моите претпоставени, со моите колеги и ме информира дека францускиот претседател Франсуа Оланд го свика парламентот на вонредна сесија во Версај. А нормално парламентот, францускиот парламент е во строгиот центар на Париз. Што значи тоа? Ова вонредна сесија во Версај се повикува во исклучителни, сложени и што се вика вонредни ситуации. А повонредна ситуација од ова нема. И на таа вонредна сесија на парламентот, францускиот претседател излезе со 3 предлози. Предлози барања што беа прифатени. Прво, да се свика Советот за безбедност на Обединетите нации. Што значи тоа? Да речеме, ако утре има една поголема воена акција, да биде покриено под Обединетите нации. Второ, да се продолжи вонредната состојба во Франција за уште 3 месеци. Што значи дека полицијата и војската да имаат бела карта за влегување во сите населени места само да се откријат терористите. И третата, што е уште покарактеристична одлука, е уставни промени. А за да се промени уставот во Франција и во останатите западни земји, значи да постои една вонредна ситуација. Со тие уставни промени се предвидува да претседателот на Франција има уште поголеми овластувања, да речеме утре, без консултации на парламентот и на пратениците, да може да покренува воени акции во било кој дел земјината топка. Ајде, имате ли објаснување кои се дебатите кои се водат во Франција? Затоа што главното прашање после овој масакар, овој терор што се случи на Париз е вперен директно во безбедноста, во капацитетот на самата француска власт да обезбеди стабилност во својата држава, односно во Париз. Зошто немаше оставки после овој хорор што му се случи на Париз? Во западните земји, развиени земји, има секој настан има фази. Ова фаза е фаза на жалост. Треба сите да бидеме солидарни со францускиот народ и со француските граѓани. И сега државата, нормално, приоритет на државата и на државните органи е да се пронајдат терористичките мозуци, што се вика, на овој вандалски чин, и затоа и денес има пугање во Париз. Во втората фаза веќе ќе се бара одговорно што, како, кој, зошто потврдиле безбедносните служби. Зошто се чека? Имаше најава. И да споменеме, наредниот месец во Париз ќе се сите светски лидери има конференција COP21, каде што ќе се дискутира за еколошките процеси во светот. И баш пред тој настан се случуваат овие терористички напади. И се знаеше тоа дека не само Франција, туку и останатите западни земји се удар на терористите. Добро, постојат разни теории, односно верзии на овој настан. Една од нив е дека всушност терористите се така наречени спијачи, луѓе кои се длабоко интегрирани, целосно интегрирани во француското општество, нормално живеат и на повик, на наредба од, како ги се нарекуваат тие луѓе, мозоците на ИСИС или пак на други терористички организации, влетуваат во, односно стануваат дел од тероризмот. Види, да не се залажуваме, овие терористички напади можеме ние да ги поврзуваме со било што, бегалска криза или конфликти во Блискиот Исток. Меѓутоа, генезата на овие настани терористички што се случуваат се доаѓа од поодамна. Да речеме, денеска, кога зборуваме тука во Македонија, зборуваме, бегалската криза, бегалците. Не е само тоа, е еден од проблемите, меѓутоа не е само тој проблем. На секој бегалец не му пишува дали е терориста или си бегал од... Токму заради тоа има засилени контроли. Тоа, засилените контроли. Ние можеме да зборуваме теоретски работи, да излеземе на телевизија или да пишуваме па ова тоа. Шенген е мртов.
Тоа треба секој да го знае денеска по овие настани. Да. Шенгенските привластици на неконтролирано преаѓање на границите не постојат. И ќе видите од овој период ќе се зајакнат контролите на сите европски граници. И сега, денеска, ако ние генезава на овие терористички напади, не треба да бараме само, се случи пред... се случи Шарли Ебдо пред една година. И беа тие безбедносни мерки. Пак се случи пред една недела исто. Но токму тоа е знак дека потврдува разузнавањето. Па видите сега. Толку добро ли се терористите организирани што излегуваат надвор од контрола на властите на разузнавањето? Општа е констатацијата дека денешниве, општа е констатацијата. Меѓутоа јас разбирам позицијата на Македонија дека Македонија нема снага, нема сили да ја критикува една Европска унија или Франција или Германија. Општа констатацијата е дека денешниве европски држави економскиот дел од спојувањето во Европската унија приоритетно ставија на економскиот дел. Го занемарија безбедносниот дел на границите и на внатрешноста на секоја земја. Сега се прашуваме каде е тоа визионерство на овие денешни лидери? И на францускиот председател, и на германскиот председател, и на било кој председател да каже, чекај, што може да настане последна година, 2 години, 3 години. И тие функционираат адхок. Што значи адхок? Од случај на случај. Ќе се појави една криза, па како ќе решаваме? Ете, Грција се појави, па ќе дискутираме 1 месец, 2 месеца, Украина, па ова, па и сега и ова се. Па не се знаеше Сирија, конфликтот во Сирија и во Афганистан, не од вчера или од денес. Тој влече генези од пред 3, 5, 10 години. Па се знае. Меѓутоа, отсуствува она лидерско визионерство денеска на европскиве лидери. Од типот на Шарл де Гол, Аденауер или на Черчил. Па кога можеле Черчил и Сталин да седнат, да разговараат во времето со две диаметрално спротивни идеолошки идеи, меѓутоа Черчил кажа во тоа време, вика, јас ако треба ќе седнам да разговарам и да преговарам и со ѓаволот ако треба. И со ѓаволот само за да знам што ми мисли он. И сега, проблемот на сите овие работи не е тука во Европа. Ова е увезен проблем. Треба да се реши таму на бојното поле. Тоа се дел од дебатите дека Франција треба да постапува како со Нормандија, да... Тога критичариве и аналитичариве денеска во Франција и тоа што одминува повеќе времето, тоа повеќе ќе го искажува. Па вика се појава мислење, вика зашто да нема втора Нормандија? Да. Како што беше Нормандија за време од Втората светска војна, кога сите сојузнички сили се искрца на нормандскиот ред, зашто да нема денеска тоа? И се оди на тоа, да речеме, овие големиве сили веќе тоа размислува. Беше и државниот секретар Кери вчера во Париз, беше примен и од Франс Оланд. И ги зајакна тие воздушни напади. Меѓутоа, не е само воздушниот напад, треба и сили на, што се вика, на тлото. И да биде уште несреќата поголема за Франција, за 2 недели има избори. Регионални избори во Франција. Добро, рейтинзите на Марин Ле Пен, крајната десница, покажуваат скок, всушност. Сметате ли дека настапува нова ера, она што во новата книга на Мишел Уелбек Покорување веќе се предвидува, дека можеби крајот на социјалистичките лидери или пак на умерената десница доаѓа и времето на крајната десница настапува на сцена. Добро, неговата книга говори дека на власт ќе дојде муслиманското братство, но сепак става акцент на Марин Ле Пен. Добро го спомнавте Велбек, тој имаше извади една така книга, сите ја мислеа дека тоа е една провокација и заради тоа. Да, прилично е контроверзен, но сепак. Јас имам објавено неколку колумни во врска со порастот на популизмот во Европа. Тоа е присутен, не може никој да го негира. Каде ги имате објавено тие колумни? Ги на мојата Facebook страница и имам доста пријатели и другари тука, им ги давам и совети, што се вика, и дискусии отворени со нив. И кога пред 2 години
никој не веруваше дека популизмот во Европа толку ќе дојде до израз. И уште повеќе ќе дојде. Еве, во 2017-16 Англија има референдум. Па што ако Англија се тргне од Европската унија? Во Франција за 2 недели има регионални избори. И на тие регионални избори сигурно партијата од Ле Пен победува. Тоа се првите резултати што анкети што се врши. Да. И сега овие кризни ситуации најповеќе им одат во прилог на сите настани. Да. И не само во Франција, туку и во Германија имаме секој ден протести за ова и протести контра ова. Да. Тој популизам во Европа е веќе присутен. И прашање на време само дали тоа ќе се случи. А овие настани го забрзуваат тој процес, веќе. Кога ќе настапат на сцена и можеби еден ден Ле Пен да дојде да формира влада во Франција, па можеби преседател да биде. Па и во Германија истото. Јас зборувам за Франција, меѓутоа германската канцеларка Меркел е во една незавидна ситуација. Зашто таа кога рече ајде ќе ги пуштиме границите, па тоа хуманоста воке добро е. Меѓутоа Германија си имаше и други економски цели. Се разбира. Така. Се разбира. Секогаш е тоа комбинација, но не смееме да заборавиме да ставиме акцент на хуманоста. Точно, хуманоста мора да ни биде во приоритет. Ви благодарам што бевте гостин, господин Кирсовски.